Здраво на сите. Во следно видео ќе разгледаме неколку опции како да ја менаџираме продажната мрежа на Супагент. Истото се случува продажна мрежа со работници. Тука се презентирани сите компании вклучени во Меракзи. Истите може да го користат, може да не го користат во Меракзи, меѓутоа се како ентитет наведени тука за да можете да фактурирате премани доколку е потребно. Имаме неколку нивоа на подесување, значи да речеме дека оваа агенција не е подесена без лимит, следиме задолжување преку фактурите, имаме генерална провизија 11% за истите. Вторава агенција не е подесена како почетник, односно на неа не даваме можност сама да блокира во календарот, тоа е разликата помеѓу безлимит и почетник, а да речеме дека оваа агенција ќе ја поставиме со статус со лимит, лимитот ќе оставиме 150.000, 150.000 денари и ќе наместиме дека има рок за плаќање на секоја фактура 7 дена со 10% провизија генерална, додека early booking провизијата можеме да наместиме на помал износ, last minute провизијата можеме да наместиме на помал износ. Или доколку сакаме можеме да ги разделиме провизија на термини, провизија на превоз како засебни ставки, да се пресмета. Со ова што сме постигнале, истава агенција може да блокира директно во календарот, се додека не постигне 150.000 заложување. Кога ќе постигне 150.000 заложување, системот автоматски го менува статусот на почетник и истиот Супагент може само да прегледува во календарот на достапност, со што не може и директно да извршува блокирање. Тоа се некои правила како можеме да ги наместиме до секој Супагент посебно. Тука можеме да бараме, ако сакаме истата да добиеме одма, или можеме да наместиме генерална провизија за сите. Да речеме дека рок на плаќање генерално не е дека рок на плаќање ни е 5 денови и дека генерално на сите даваме провизија од 10%, early booking провизија даваме од 8% и last minute провизија од 6% до сите агенции. На овој сетинг исто можеме да менаџираме туристичката такса, дали да е вклучена во пресметката за провизија во основата или не. Можеме да е исклучена, зачувај. Еве, како што видовте, сите агенции се апдейтираа со 10%, освен оние кај што немавме засебно наместено, тука е 7 со 6, а овде е 8 со 6, кај оние што имавме засебно наместено правила кои важат само за таа една агенција. Тоа се базичните подесувања на продажната мрежа. Ви благодарам.